Македонија прави чекор напред во медицината со примена на современи методи кои ги надминуваат дури и дел од европските практики. Станува збор за третман на периферна артериска болест, која за прв пат почна да се применува во земјава и тоа во Охридскиот завод за кардиоваскуларни заболувања. Во рок од 2 месеци во нашата установа се воведе уште една нова процедура, директна артериска тромбоентеректомија, ротациона на крвни садови изразито калцифицирани, пошто нашите пациенти се генерално со изразито калцифицирани периферни артериски крвни садови. Ова е метода која што за прв пат се воведува во Македонија и ево за прв пат во нашата установа. Уводимо една нова процедуру, модерну процедуру која се не ради у свим европским центрима. Воведуваме една нова модерна процедура која не се работи ниту во сите европски центри. Денес има 3 пациенти што е сосема доволно. Оваа процедура да се воведе во стандардната клиничка пракса во болницата. И се надевам дека истата ќе заживее и ќе продолжи да се спроведува кај повеќе пациенти. Со новата метода беа изведени зафати кај 3 пациенти. Годинава се планирани интервенции кај 7 со цел унапредување и лекување на периферната артериска болест. Се проценува дека во Македонија меѓу 20 и 30 илјади луѓе страдаат од оваа болест. Со ова се зголеми квалитетот на здравствените услуги кои што ги добиваат пациентите кај нас, а пред се мислиме на пациентите со периферна артериска болест, кај кои што се подобрува квалитетот на живот, се минимизира потребата од хируршките интервенции и се спречува инвалидитетот. Инаку од Фондот за здравство, болницата доби одобрување за воведување на 5 нови процедури со 40 интервенции, за што им е обезбеден буџет од 6 милиони денари за набавка на скапиот потрошен материјал.